Сојузот Македонија без дискриминација денеска оствари средба со претседателските кандидати со цел да се разминат мислења и ставови во врска со положбата и статусот на маргинализираните групи во општеството, а пред донесувањето на законот за заштита на овие групи. Кандидатите изнесоа и видувања и ветувања, но во врска со некои почувствителни прашања рекоа дека треба уште да се дебатира. Претседателските кандидати ја побараа поддршката од невладините организации кои се борат за заштита од дискриминација. Им ветија дека доколку победат на изборите ќе се залагаат за поголеми права на маргинализираните групи. Љубомир Фрчковски и Нано Ружин упатија сериозни забелешки на текстот на Законот за заштита од дискриминација, кој според нив е подготвен на брзина во екот на изборната кампања. Овој закон е резултат на не на истражување, на согледување на Македонија дека таков ни треба сега, туку е израз на кампања, бидејќи е услов за визната либерализација. И затоа е така на брзина собран направен. И ОДИХР и Венециската комисија констатираат исто што констатираме и ние како експерти, кога сме го разгледувале ова, дека е абстрактен, препишан и без фокус на клучните таргет групи кај нас. Слабостите се многу, одстапуваат од европските директиви, исто така од 6 стандарди на париските принципи и така натаму и така натаму. Многу слабости кои што се наброени. Кога ќе ги надминеме тие слабости, тогаш ќе го потпишам. Невладините организации побара од идниот претседател да се залага за имплементација на рамковниот договор и родова застапеност во институциите. Љубе Бошковски вети поголемо присуство на жените во дипломатијата. 98 до 100% во дипломатијата би ангажирала жени. Значи тоа потврдувам, од 98 до 100%. Од оние 30% кои му припаѓаат на председател. Фрчковски и Бошковски се изјасни и за барањата на хомосексуалците и транссексуалците. Фрчковски го поддржува геј движењето и смета дека треба да биде тргната забраната за отворање нивни клубови. Бошковски, како што рече, иако е демохристијанин, сепак смета дека за оваа популација треба отворено да се говори. Треба најпрвин да се ослободат геј групациите во нашата држава и да кажат, да излезат јавно, да почнат да зборуваат со јазикот со кој зборуваат сите групации во Европа и на тој начин да почне да се разговара поотворено. Сега во оваа фаза било кој став да изнесеме би бил протумачен на свој начин. Иванов и Салмани ветија поголема соработка со невладиниот сектор. Младите генерации треба преку образованието да ги надминуваат тие предрасуди, а и некојаш и стравови кои се јавуваат, и дека со самото тоа што стануваме дел од европскиот простор, прифаќајќи ги европските вредности, прифаќајќи го аки комунитер и сето тоа законодавство имплементира го кај нас, тоа станува дел од нашиот секојдневен живот. Сега доаѓа моментот на созревање на самата демократија внатре во државата и свеста. И мислам дека после Охридскиот рамковен договор, нов рамковен договор, може да се смета законот против дискриминацијата, кој што индивидуалните права ќе ги постави на вистина на вистинско место, ќе ги таргетира и ќе ги постави. На средбата поради работни обврски не присуствуваа претседателските кандидати Мируше Хоџе и Агром Буџаку.